Повеќе од 160 нилски коњи сега се присутни во овие води, потомци на само неколку од Африка. Првпат донесени овде како екстравагантни, екзотични миленичиња од починатиот водач на кокаин картелот Меделин Пабло Ескобар. Без природни предатори наоколу, тие се намножија и стана инвазивен вид. Но како да контролирате цвер тежок 1300 килограми? Гласот на Америка го следеше тимот кој го води најновиот обид за намалување на популацијата. Популацијата постојано расте, така што размислувањето за мерките за управување е се покомплицирано. Прво, тимовите стерилизираат колку што можат, па тие повеќе не можат да се репродуцираат. Тоа го прават фака. Ги мамат од водата со храна. Ние користевме лубеница, морков и зелка. Потоа ги затвораат во оваа голема метална ограда и ги гаѓаат со медицинско пикадо за да ги успијат. Потоа лекарскиот тим го обкружува животното. Целта минатата година беше да се оперираат 20 нилски коњи, но тие оперираа само 7. Фаќањето на огромните животни не било лесно. Сега тимот има само неколку месеци да ја исполни својата цел. Нилските коњи ја јадат родната вегетација и ги бркаат природните видови, вклучувајќи ги рибите и гривите. Тие исто така се опасни за луѓето, талкајќи по улиците на блискиот град навечер. Во секој момент можат да излезат и да нападнат секого. Но нилските коњи кои нападнаа и повредија 2 лица, го претворија и градот Дорадал во туристичка атракција. Локалните жители не сакаат да видат како ја намалуваат нивната популација. Знам дека заедницата ќе биде многу погодена, бидејќи тие навистина ги привлекува толку многу што стана актуелен символ на идентитетот на градот. Владата исто така истражува испраќање 60 нилски коњи во зоолошки градини и природни резервати во земјите, вклучувајќи ги Индија и Мексико. Официјалните лица велат дека последната опција би била да се погубат некои од нилските коњи. Тие предупредуваат дека ако не се направи ништо, тоа може да значи еколошка катастрофа за Колумбија. Владата предупредува дека неконтролирано бројот на нилските коњи би можел да порасне на 1000 од грабливите животни кои се размножуваат по реките во Колумбија во следната деценија.